создадовме алатка, создадовме писмо, азбука, сонгарски, самонгарски, сите, што се потребија исти со нашата азбука, тоа не сме ние криви. На крај на памет ми беше дека така ќе биде. И сега, мојот колега професор Аристотел Петров ќе продолжи со понатамошно дефинирање сега реконструкција на јазик. Тука ќе има и граматички правила, и цели реченици, и изрази и така. Да поздравам, да ви се заблагодарам за вашиот интерес и издвоеното време. Размислувајќи како да ја презентирам ова материја, која што доста незгодна за презентирање, не е само за анализа, него и за презентирање, се решивме на овој начин, да одиме, да докажеме дека нешто што ни нашите критичари забележуваат, дека ние најпрво ги излеговме со граматички правила, заменки, поединечни зборови, дека не можеме да стигнеме никогаш до реченици, па и до целиот текст. Еве денес го прикажуваме тоа што го достигнавме. Тоа се цели реченици, а потоа ќе преидеме на граматички правила и зборови. Ние едноставно прикажувавме она што во моментот го откривавме и го имавме осознаено. И ништо повеќе од тоа. Анализата првична на комплетниот текст укажува дека дополнително кажува дека сме на вистински пат, имено како резултат во глобала добиваме текст кој што има слична содржина, но реченичкиот состав е различен. Тоа е она што треба, секој кој што логично размислува и да го очекува, затоа што станува збор за два различни јазика. Спротивставена на нашата хипотеза е она што денес важи во науката, дека сите текстови и не само што имаат иста содржина, него и нивниот редослед на зборови, реченичка структура е идентичен, и тоа е идентичен со последниот текст, односно древногрчки. Ние мислиме дека тоа во една логичка анализа не би требало да биде предпоставка. Врз основа паѓајќи од оваа предпоставка и резултатите се такви какви што денешната наука ги има. Но да почнеме од она што ние го постигнавме. Овде е приказ, значи се решивме за овој тип на прикажување, значи осветлено со бела боја текстот, односно редот од текстот кој што го анализираме. Горе е оригиналниот текст, а сега ќе го прикажеме како ние го читаме, онака и тоа како го читаме раздвоено, онака како што денес сме навикнале да читаме. Тоа дали е тоа денешниот начин на пишување поразвиен, неразвиен, има различни мислења. Некои научници кои што се занимаваат со криптографија велат дека овој начин претходниот, без празно место, во поглед на криптографските карактеристики е многу појак. Но тоа оставаме на тоа е на друга тема. Ние овде малку се значивме дополнително за да стигнеме до ситуација да можеме речениците да ги издвоиме, да можеме зборовите да ги напишеме онака како што сме навикнати денес да ги пишуваме. Јас само сега во моето излагање ќе се обидам да ги истакнам оние места каде што се разликуваме од грчкиот текст. Онаму каде што сме на ниво знак со знак компатибилни, тоа нема да го споменувам, затоа што дополнително онаму каде што се разликуваме, се очекува и да се разликуваме. Имено во првиот ред се спомнуваат карактеристиките на фараонот, чие дете, каков командант е тој, колку е сакан од кои богови и така натаму. И тука мора да постојат во наше мислење разлики кога тој се обраќа кон своите, на древните македонци и кога се обраќа кон, да речеме, грците, ќе видиме за кои грци станува збор, и кон египтјаните, бидејќи тоа се народи над кои што македонците во тој период владеат. И не може исто да се обраќа кон своите сонародници и кон народите со кои што фараонот владее. Тоа е во првиот ред. Во вториот ред, може да продолжиме, веќе наоѓаме нешто што се вика компатибилност, знак со знак, со тоа што доаѓаме до една друга ситуација која што треба да се забележи. Благодарение на предпоставката, подобна предпоставка, дека со
содржината на речениците и составот нивни е идентичен кај сите текстови. Современата наука од старт греши во тоа што согледувајќи во грчкиот текст, каде што е прво презимето на царот, а потоа е името на царот, предпоставува и дека во сите други текстови е истата ситуација. Овде во овој текст не е иста ситуација, прво се става името на царот, а потоа се става презимето на царот. Презимето е нели името на династијата, тоа се Птоломеи. А Птоломеи доаѓаат од према градот од каде што тие потекнуваат. Тоа е градот на каменот, градот на почвата. Исто тоа значење за зборот Птоломеи и во грчкиот текст. Буквално Птолемај значи градот на божицата на земјата. Значи тука сме компатибилни 100%. Сега понатаму ви знам колегата до ред 22, каде што е повторно една суштинска разлика, се појавува нешто. Ова е колку за да прикажеме дека сите текстови ни се издвоени, сега веќе имаме основа за да правиме комплетна детална анализа кој како милува. Можеме избор по збор да правиме. Значи во редовите за кои што сега ќе се задржа малку подетално, тоа се редот 22, 23 и дел 24, имаме суштинска разлика, почнувајќи од редот 21. Има суштинска разлика со грчкиот текст, затоа што овде во овие 4 реда имаме наредба на царот како да се аранжира околината на каменот. Каменот гледаме какви димензии има. Тој не бил ставен само во нека бела околина, на бел зид, него зидот на кој што се става каменот посебно се аранжира. Овде почнува со тоа кои народи ги управува царот. Тоа се деца на Модеја во првиот ред, ѓубаца и сетонца. Значи како народи ги смета децата на големата мајка, тоа се македонците. Понатаму ги смета египтјаните од Горен Египет и египтјаните од Долен Египет. За народ не ги смета ганајците, се уште, него ги смета за етничка група, затоа што со и не може да ги врзе. Со и врзува само народи. И понатаму продолжува која издава наредбата дека тоа е царот. Овде гледаме каква била положбата дополнително, таму беше идејата на луѓето кои што биле писмени, кои што се занимавале тогаш со наука. Во вториот ред имаме деца на повод Хо. Децата на повод Хо се писмените луѓе, затоа што божицата Хо била божица на писменоста и им дава два епитети, дека тоа се најдобрите души и дека се први на нашето име. Предпоставам дека затоа и била така развиена државата, затоа што луѓето кои што биле писмени биле особено ценети во тој период. И понатаму кажува дека треба да биде царот споменат и исто така оние кои што ги нарекуваме мои господари, а тоа се неговите претходници. Предходно кажува дека сите овие народи се негова крв, над кој што тој владее, а понатаму ги споменува и неговите наследници. Тоа може? Него што имаш? И овде се решивме малку да графички истакнеме со една елипса заокружено личните имиња на царот и на предците негови, а со